Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани присутни. Ви благодарам за предлогот и изборот за нов председател на Советот на општина Делчев. Уште на самиот почеток сакам да истакнам дека и овој избор за мене представува голема чест, но во исто време представува и многу голема обврска и одговорност кон граѓаните. Советот на општина Делчев, начело со мене како председател, ќе работи согласно деловникот, статутот и законот за локална самоуправа во рамките на своите надлежности. Се надевам дека Советот ќе биде исполнет со плодни и содржински дебати, с протиставени идеи и аргументирани мисли. Барањата, предлозите, иницијативите и мислењата на секој еден граѓанин ќе бидат слушнати, анализирани, дискутирани, за на крај да бидат одговорени и уважени. Безрезервно ќе се заложам и ќе овозможам да биде слушнат гласот на секој наш сограѓанин. Со еден збор, мојата идеја и визија е Советот на општина Делчево да стане храм на демократија, каде секој советник и граѓанин ќе ги остварува своите демократски права. Овде сме избрани во име на граѓаните да носиме одлуки, планови, програми и решенија, да даваме насоки, но овде сме избрани и да ја контролираме работата на градоначалникот и на општината во целост, со сите своји сектори и оделенија. Да ги критикуваме гласно кога сметаме дека грешат и да ги поддржиме силно кога ќе сметаме дека донесуваат правилни одлуки. Да бидеме конструктивни, да бидеме креативни, да бидеме обединети бранејќи ги интересите на граѓаните. Само со таков пристап, со неуморна и честна работа, со отворен и позитивен став, ќе можеме после 4 години граѓаните да ги погледнеме во очи, да си подадеме рака и да заминеме со крената глава и чист образ. Сакам да ја искористам оваа прилика за да ја известам јавноста дека како советник, односно како председател на Советот на општина Делчев, се откажувам од финансискиот надомест, односно паушал, во интерес на нашите сограѓани кои имаат најголема потреба од финансиска помош. Финансиските средства во висина од 12 председателски паушала ќе бидат донирани во целост на деца и семејства кои се социјално загрозени, на самохрани родители кои имаат нужна потреба од помош, но голем дел на деца, ученици и студенти кои покажуваат врвни резултати и успеси во учењето. А се со цел да ги мотивирам и да им потврдам дека одат по вистинскиот пат, да им дадам до знаење дека секој нивни индивидуален успех е нотиран и представува наш колективен успех и дека со нетрпение ги чекаме да го завршат студирањето и како изградени професионалци во своите области ни се приклучат и помогнат во борбата за формирање и создавање на модерна и современа општина. Тоа е патот кој сум го поминал и јас лично, како и многу други наши видни сограѓани. И знаеме дека не е лесно, но верувајте, еден ден ќе вреди. За крај ќе кажам, тоа е патот кој денеска и мене ме донесе овде, како председател на Советот на нашата општина. И благодарам.